колку убав Гердан. Навистина убав. И не изгледа дека е ефтин. И јас мислам така. Проклети вештерки. Па уште и се чудат многу. Како скапите работи да можат да бидат само нивни. Што е, зошто повторно се изнервира? Богативе жени. Многу ме нервираат. Ти се нервираш од сите богати, Несрин? Не за и не мила, не од сите. Само од вакви што се однесуваат како да се над мене. Што направија? Се зачудија за мојот Гердан. Бидејќи работам во кафуле, мислат дека не ми прилега. Навистина, не сум го забележала. Многу е убаво. Не се разбира многу во тие работи, ама многу е скапо изгледа. Зейнеп, ма, колку си наивна. Се разбира дека е скапо, затоа се зачудија богаташкиве. Навистина, каде го најде Герданот? Глупавиот Джунет Гозел од дојќанот покрај работи. А, Како ли веќе Гозел не знам. Аман, што ми е мене гајле? Како Гозел? Глупаци. Види, Хасан, не е убаво да изневеруваш жена ти со девојка која е млада колку ќерка ти. И многу е нормално дека ќе ти бара оштета. Во ред, не се противам да бара. Но сака да ми земе скоро се што поседувам, Керим. Јас и онака се сложив да ја дадам една куќа и еден автомобил. Хасан, види, твоите слики кои што излегува во печатот со љубовницата навистина ја повредија Мелтем. И затоа мислам дека требаше да почекаш малку до разводот за да се шеташ рака под рака. Таа девојка мене толку многу ме прави среќен што и не ми е гајле никој кој што вели. Па тогаш немој многу да се жалиш за тоа што жена ти бара пари од тебе. Во ред? Дури јас кога те видов прв пат во весниците, наискрено многу се зачудив. Не треба и не е ни убаво да се шеташ насекаде со толку млада девојка. Колку си конзервативен. Јас мислам дека треба да ги отфрлиш мислите за тоа кој што ќе каже и да си го живееш животот како што треба. Да видиш како ќе се почувствуваш 20 години помлад, еј. Не. Јас не можам да се посрамотам пред децата, Хасан, тоа не можам да си го дозволам. Не кажувај такви зборови. Да ми кажеа пред една година дека ќе се влюбам во 20 години помлада од мене, само ќе се изнасмеев и ништо друго. Кажувам големи зборови затоа што јас сум човек што знае да си ги контролира своите чувства. Како и да ја смениме таа тема, доволно е, кажи ми за тендерот, што мислиш? Сметам дека треба да се повлечеш. Сите знаат каков подлец е тој човек. Еј, ќе биде лошо ако ти се замери. Не. Јас никако не мислам да се повлечам. Па замисли само досега седа им оставав на такви битанги во животот. Никогаш немаше да стигнам до овде. Знаеш дека се соочив со еден куп насилници додека ја зголемува фирмата и свесен сум за тоа. Ама, никому не попуштив. Јас морам да излезам, ајде. Му ветив јадење на господинот Васви од управниот одбор. И јас ќе излегувам исто. Ќе одам да се одморам малку. Знаеш дека утре ќе биде стресен ден, свесен си. Немој да се однесуваш како да е обичен блев, Керим. Биди предпазлив и преземи мерки. Не се грижи, ништо не може да направат. Куче што лае не каса. Знаеш како вела старите. Татко ми звони. Знае дека денес рано ќе завршам на работа и сега ќе запне директно дома да си одам. Затоа не им кажувам дома кога излегувам порано од работа, си шетам. И си правам што си сакам. Се е поради оној глупа кончем. Тој го подбуцнува татко ми. Ако е до него, јас не би можела воопшто да излезам. Го мразам местово и мирисот на јадење што се лепи за мене, се мразам тука, се. Подобро отколку да си невработена. Девојко, ти и за ова си благодарна? Жити Бога. 1000 типови трпиме од утро до навечер. 1000 типови. Леле, колку се жалиш за состојбава, оди, омажи се за Джунет и спаси со ова. Зейнеп, ај погледни ме малку. Мислиш дека сум толку глупава да се омажам за него? Да излезам од една дива населба во друга да влезам? Со него нема сиромаштија, Нестрин. Ај, ако ти дава вакви поклони, тогаш добро заработува кај Златорот. Не прашувај. Собрал некоја паричка, па потоа го преколнувал газдата, го молел и човекот се сожалил, па му го дал Герданот, што да прави? Ако јас еден ден се омажам, тоа ќе биде за некој навистина богат, биди сигурна. Таа работа малку тешко, оди. Богатите не ги гледаат девојките од дивоградбите како тебе и мене. Ти така мисли си. Но ќе видиш како и да е. Јас ќе се спасам. Ќе избегам од тука, Зейнеп. Ќе се спасам од оваа сиромаштија. Ете, најди си некој постар, ама знаеш, бидејќи нема да те задоволи. Девојко, ако е богат, каква важност има возраста?
И така кога имаш пари си наоѓаш начин како да бидеш среќен. Како и да е, се задушив тука, кажи ми Бога да излеземе од тука. Тато, како си? Донесов му штири и навака. Си реков ќе те видам. Зарно нека е, да не сакаш да ми кажеш нешто. Дојди вечерва, оној Акив сака да зборува нешто со тебе. Што сака да разговара? Бога ми и јас не знам, ќе дознаеме кога ќе отидеме таму. Ке дојде господинот Керим, треба да одам кај автомобил. А, тато? Дојде налог за наплата. Знам. Фатма ме побара да ми каже. Што ќе правиме? Не знам. И од книговодство не ми дадо аванс. Ми рекоа ти си близок со господинот Керим. Ми рекоа оди разговарај, може би ќе ти даде, значи треба да видам, да побарам. И ја побарав Несрин. Може би и таа може да земе плата порано, но ете не ми одговара. Да собереме до вечер колку што можеме. Што велиш? Јас се обидов нешто да присоберам, тато, но не и верувај на Несрин. И да има, нема да даде. Се гледаме. Се гледаме. Хикмет има некаков проблем? Не, нема господине. Во ред? Тогаш откако ќе ме оставиш мене можеш да си одиш слободен си. И онака не мислам да излегувам вечерва. Во ред господине. Што брат Джунеј тука? А кој е тој со него? Несрин, што правиш? Не правам ништо. Доаѓаат наваму. Веројатно газдата од дуќанот кај што работи. Здраво. Здраво. Ти ли си Несрин? Јас сум. Джунеј, што се случува тука? Джунеј ти дал еден гердан. Тој гердан треба да ми го вратите назад. Каков гердан? Никој ништо не ми даде? Несрин, не зборувај глупости, не ли ти дадов Ѓердан, треба да го вратиш, види ќе ме ставиш во неволја, ајде. Кај мене нема гердан, господине. Никој мене ништо ми нема дадено. Жити господ, Несрин, ова не е игра, веднаш мораш да ми го вратиш, ќе ме затворат за кражба, те молам. Слушај, Несрин, јас сакам да си одам. Не сакам да си навлечам белја на главата. Не, Зейнеп, мила. Ти нема никаде да одиш и никој нема да влезе во неволја. Јас не сум видела никаков гердан и никој мене ништо ми нема дадено. Джунет ја кажува вистината. Ако тој гердан не се појави со свој раце, ќе го предадам на полицијата. Бидете паметни. Ако тој гердан е кај вас, вратете го. Несрин, ајде бе те преколнувам. Мора да ми го дадеш Ѓерданот, инаку ќе ме затворат. Господине, извинете, ама јас колку што разбрав, вашиот вработен ве ограбил и сега се обидува и мене да ме намести. Не ми се верува, јас ниту сум видела, ниту сум чула нешто такво за некаков гердан. Ајде, Зенеп, да си одиме. Несрин, не знам како да ти објаснам, мора да ми го дадеш Ѓерданот, ќе ме затворат, ме разбираш Ама ли? што правиш ти? Пушти ми ја раката. Дај ми ја чантата да видам натре. Види, убаво погледни. Што се случи него, најде, нели? Дај ми ја чантата. Несрин, имаш ли ти малку совест? Од тебе ли ќе се учам на совест, бе, а? Од крадец ли треба да учам за совест јас? Несрин, срам да ти е, на вистина, Несрин. Слушај ме ваму. Ти ќе си ја платиш казната за стореното, ме разбрали? Ќе си платиш за се, ќе си платиш. Несрин, врати се веднаш овде. Несрин, Оде бе, синко. да не се викам Джунеј ако не ти побарам сметка за ова. Да дојде минибус и веднаш да си одиме од тука. Што се смееш? Колку си била кукавица, ма ти се преплаши. Се разбира, ќе се исплашам. Човекот ќе повикаше полиција и ти би требало да бидеш исплашена, ама машала си смирена. Аман, ма што ќе се плашам? Како јас да сум украла? И зошто не му го даде Ѓерданот? Гледа сега ќе го затворат кутриот. Боже, Зейнеп, не ли разбираш? Ако го даде јас ќе бе виновна. Освен тоа, Джунејд да беше умен, па да не крадеше. Што ми е гајле мене? Никако не можам да се решам што ќе му подарам на синан. Јас купив поклон. Каков поклон купите тоа? Не ти кажувам изненадување. Мислам треба да кажеш тето Хандан да не се дуплираме со поклоните. Во ред кажувам. Му купив конзола.
Што се случи, не ви се допадна? Па што да правам, потешко е да се купи поклон за машко отколку за женско. Да знаете, го преувеличувате роденденов. Мамо, синан полни 18 години, тоа е многу важно за него. Мојот 18-ти роден ден и на Дада Беран ги прославивме со големи забави. Ти им придаде големо значење на двата родендени. Добро, на машките деца не придаваат толкова важност на вакви работи. И вие да не претерувате толку. Јас мислам дека синан придава важност. Сношти ја составуваше листата на пријатели кои ќе ги повикал. Мене малку ме боли главата. Вие размислете за деталите, подгответе се. Мајка ми не е расположена во последно време. Таа никогаш не е расположена. Понекогаш мислам дека е бесна само на весели луѓе полни со живот. Туба, ти навистина почна да тропаш глупости, свесна ли си? Ја кажувам вистината, тето? И Берен мисли како мене? Нели е така, Берен? Да ја затвориме веќе темава. Ке се погрижам за подготовките за забавата во ред. Но тоа не е правда. Мајка ми како некогаш да го игнорира, синан. Како да не, ти навистина почна да зборуваш глупости. Тоа е вистината. Добро дојде, Керим. Добро те најдов, Селда. Децата и Хантан се во градината, мене малку ме боли главата, ќе легнам. Каков пречек беше ова? Прилично топол и искрен. Ти тоеше? Дај јас ќе го фрлам. Благодарам, Ахмет. Зошто машти не го фрла ѓубрево, теткајше? Хазим не ги прави овие работи затоа што биле женски. Види го ти него, играње окей во кафуле до навечер ли е машкост? Добро што те видов, знаеш? Дознав која била жената. Вчера ти кажав, колку бргу дозна. Жената е од големото добро утро. Затоа беше лесно, но не разбрав ти каква работа имаш со таква жена, теткајше. Затоа не прашувај воопшто. Теткајше, многу е опасно да се даде нечие име и адреса без причина, ама те молам да не излезе нешто. Господе Боже, што ќе направам јас на жената? Прашувам за ИПЕК. Жената правела добротворни работи. Плаќала за школување на децата. Сака мојата ИПЕК да си оди од тука. Поради Хазим тамо, нели? Хајде, тука ја пишува адресата на жената. Ај, Ахмет. Колку и да ти заблагодарам, малку ќе биде. Што и да ти затреба нешто, кажи ми само мене го знаеш што те тајше. Да си ми жив. Хајде, пријатен ден. Дај Боже да биде добро за ИПЕК. Девојки, видете. Знаете дека мајка ви во последниве години многу се оддаде на добротворни работи. И нормално се заморува. Многу се труди околу сиромашните девојчиња. И сега покрај толку сиромаштија не се чини како неправда да се трошат толку многу пари. И вие малку размислете и обидете се да ја разберете мајка ви. Што е сега ова? Тетка ми само што не обвини за безчувствителност. Не требаше така да зборуваш за мајка ми. Се што кажав е точно, Берен. А и не верувам дека добротворната работа ја исцрпува мајка ми. Зарем не треба напротив да најде мир во тоа? Ама доста веќе. Не разбирам што ти е тебе маката. Ми пречи мачната атмосфера во куќава. Мајка ми како постојано да оплакува некого. Самата е несреќна, па сака и ние да бидеме несреќни. Оф, Господе, ќе ни помине ли еден ден без напнатост? Ти нема ли да излезеш надвор? Не, денес нема да излезам. Проклет да е, никакве цедан. ИПЕК, ајде, оди си ти во собата и учи, Керко. Јас ке продолжам.
Кој е? Селда, јас сум Хандан. Добро ли си? Не сум добра, Хандан. Што се случи? Воопшто не сум добра. Кога ќе помислам на неа, мислам дека ќе полудам. Колку денови сите заедно подготвуваат роденденска забава за синан. Од друга страна и таа за неколку дена ќе наполни 18. Ах, бе, Селда. Престани веќе да размислуваш за тоа. Како да не мислам, Хандан? Кој знае каде и во какви услови живее? Може би тие не се ни сеќаваат кога е роден денот. Само момент. Не знаев дека оваа нараквица е кај тебе. Единствениот спомен што ми остана. Мислеше ќе ја фрлам. Селда, ова требаше одамна да го уништиш. Ако некој види, што ќе му кажеш? На неа пишува Ипек Аслан, Селда. Што ќе му кажеш? Ова ќе го чувам до крајот на животот. Кога ми го даде, зарем мислеше ќе го фрлам единствениот спомен? Навистина не знам. Ете, мислев дека ќе ја фрлиш кога ќе ти помине болката. Се разбира. Нормално да се однесуваш вака безчувствително, бидејќи немаш деца. Не ми се верува. Како можеш вака несовесно да зборуваш? Ако сум јас безчувствителна, барем ти да беше чувствителна кога веќе имаш деца. Да не го прифатеше сето ова од почеток. Тоа што мене ми ја префрлаш вината е дволична, Селда. Во право си. Вистинскиот измамник и дволичник сум јас. Се мразам себе си. Се приправам пред сите дека сум среќна веќе со години. Иако воопшто не сум среќна. Многу ти се извинувам, Хандан. Многу се извинувам навистина. Прости ми, те молам. Во ред не се извинувај. Требаше јас да ти ја разберам болката и така да се однесувам. Селда, види, мораш да се прибереш, девојките се збунети. Знам. Ве слушнав што зборувавте. Слушнав, но не можам поинаку. Оваа грижа на совест не ме напушта. Бидејќи беше исправно тоа што го сторивме. Селда, бидна што бидна. Сега мораш да ми ја дадеш на раквицата. Таа не ти дозволува да заборавиш. Ова ќе го чувам до крајот на животот. Каде си ти? Мамо, слушни се што ме прашуваш, ти Бога. Каде ќе бидам? На работа бе секако. Не ме лажи, Несрин. Знам дека порано си излегла од работа, немаше да пропадне светот ако дојдеше малку порано и ми помогнеше. Нели, Керко? Не стигнувам, нели разбираш, цел ден сама дома. Ама, мамо, и јас не се шетам и забавувам по цели денови. Илјада луѓе послужувам. Јас се заморувам. Ти се заморуваш, а јас нели се заморувам? Ти работиш, а јас нели работам? Малку разбирање само. Колку немам среќа и јас во животот, немам полза ниту од керката, ниту пак од мажот. Пу! Глупак. Уште и се сплеткал целиот. Неспособен. Керко, ајде дојди помогни ми, треба салата да се направи. Во ред доаѓам. Овие еден миг спокој не му даваат на човек.
Дај Боже, татко ти да не ме одбие. Ти воопшто не се секирај, бато. Јас ќе ти помогнам колку што можам. Ти благодарам, јунаку. Татко ми може ли да најде подобар зет од тебе? Да не му пречи разликата во годините. Не бе, бато, такво нешто нема шанси. Татко ми дојде. Здраво, тато, повели. Добре дојде бато Хикмет. Добро ве најдов. Ќе се напиеш ли чај? Благодарам, Акив. Веднаш треба да станам. Джеми кажа дека си сакал да разговараш со мене. Да, бато. Тато! Бато Акив сака да се ожени со Несрин. Со Несрин? Ама Акив ти... Знам, бато. Мислиш за разликата во годините. Јас мислам, ти најдобро од сите нас знаеш дека во бракот тоа не е проблем. По смртта на мајка му на Джеми ти се ожени со млада жена, нели е така? Господ да ве чува, имате среќен брак. А Несрин наполни 20 години. Но времињата се смени, Акив. Младите не се како некога што беа. Можно ли е тоа, тато? Ако ти кажеш да, готова е работата. Ти ме познаваш, бато. Јас ја гледам работата. Поминаа 2 години откако жена ми почина. И јас веќе сакам да си свијам гнездо. Јас ќе бидам добар сопруг на ќерка ти. Ќе ја штитам и поддржувам. Знам дека имате проблеми. Ова како да плаќам за невеста. Откако ќе се земеме, ќе ти дадам уште толку. Јас морам прво да разговарам со Несрин. Бато! Париве нека останат кај тебе. Ако зборуваш со Несрин, и ако таа одбие ти, тогаш ќе ми ги донесеш назад. Најпосле ќерка е тоа, нема довека да остане покрај тебе. Може да се влюби во некој губитник од малото. Ти обеди ја Несрин, а јас ќе ти помогнам да живееш без маки и без долгови, бато. Имам доверба во тебе за оваа работа, Лаво. Тато! Тато! Зошто му рече не на човекот? Несрин мора да те послуша? Не може така. Ако Несрин одбија, јас нема да ја присилам. Види, татко, ако не ја омажиш веднаш, јас ќе влезам во големи неволји. Некни му ја скршив муцката на еден поради ова. Да не се замешаа луѓето, ќе ме тужеа во полиција, тато. Колку пати сум ти рекол да не се задеваш со никого, а? Не можам да се контролирам, тато. Човекот ми кажува дека Несрин заведува двајца типови наеднаш. Ти нели би полудел, тато, а? Несрин не би сторила такво нешто. Тие луѓе во кафулето сите ден губат. Види, се што прават од утро до мрак е да ги оговараат туѓите жени и туѓите ќерки, тоа прават тие. Тато, омажи ја ќерка ти, спаси се себе си и мене спаси ме. Добре дојде, Али. Благодарам, тетко Меријам. Добро вечер, господја Селда. Здраво живо. Добре дојде, Али. Благодарам, Туба. Сакав да се видам со господинот. Сигурно е нешто важно што не може да се јави по телефон или да почека до утро. Се работи за важна тема за која морам лице во лице да зборувам. Во работната соба е. Благодарам.
Нели се заморуваш да го подбуцнуваш, мамо? И тој да имаше малку гордост, немаше да влегува повеќе овде. Али со години е дел од ова семејство. Освен тоа работи за тато. Не е исправно секогаш така да се однесуваш. Вие двете цела вечер ме критикувате и јас од вас ли ќе учам како да се однесувам. Мерием, ти немаш ли работа, си застанала таму? Каде е Синан? Немало да дојде на јадење. Отишол со другарите во кино. А и ние од тоа, Керко, уште малку ќе вечераме. Огладнев, мамо. Се прашувам дали ќе остане Али на вечера. И се надевам ставот на Берен кон Али не е тоа што мислам јас. Тато, Што се случува? ништо. Како нема ништо? Ако нема ништо, зошто му покажуваш на татко ти кон девојката? Да не слушнале нешто од Джунейт? Навистина ме интересира какво озборување ќе пренесеш за мене овој пат. Извини, озборување ли? Види, Несрин, за секого може да се озборува во светот, само за тебе не може. Знаеш ли зошто? Да ти кажам. Ти и така правиш се за што обично се озборува. Машала! Види, Вамути, што сакаш од керка ми? А? Зошто толку ја мразиш? Хикмет, кажи му нешто на син ти, да не ја напаѓа толку. Нема твоја ќерка, мој син Фатма. Колку пати да ти кажам да не ги делиш така? Не се грижи, господјо Фатма. Ќерка ти онака наскоро ќе се ослободи од мене. О, Господе, ти благодарам премногу. Да не се реши да си отидеш од дома. Не, тебе ќе те омажиме. Не сакав да те вознемирувам толку доцна, чичко, но денес имав многу напорен ден. Кога ги завршив работите, ти веќе беше излезен. Затоа морав да дојдам до тука. Али, ќе те замолам да не зборуваш така. Ти ми се извинуваш мене затоа што дојде овде? Сериозен си дека го правиш тоа? Види, не заборавај дека ти си член на ова семејство овде. И онака никогаш не се сложив ти да си одиш од оваа куќа и ти го знаеш тоа. Свесен си, така ли? Седни овде. Господја Селда едва и ме трпеше додека наполнам 18 години. Да останев уште малку, здравието сигурно ќе ми беше во опасност. Не е до толку. Селда всушност е многу добра личност. Чичко, Повели. одлучи да учествуваш во тендерот. Али ти ми го поставуваш ова прашање? Ти треба најдобро да знаеш дека јас никогаш нема да се покорам на закани, така ли? Да, се разбира, но работата е малку голема. Овој тендер е најголемиот во која нашата фирма има влезено досега. Ако го добиеш овој тендер, ќе преминеме во повисока класа. Колку убаво е та. Колку години немаме сработено нешто како што треба. Па, проширување никому нема да наштети, така? Така е, да, но тендерот е очигледно од големо значење и за другите фирми што почнаа со закани, чичко. Јас мислам дека блефираат, да бидам искрен. Толку се сигурни дека јас ќе го земам тендерот што сакаат да ме заплашат, само тоа го прават, верувај ми. Да, но можеби не блефираат, чичко. Мислам, очигледно е дека тендерот е многу важен за фирмата, која сега нам ни се заканува. Тоа ќе ги направи безмилосни, знаеш. Јас воопшто не се плашам. Одлучен сум да го држам тендерот на највисоко ниво. Има една битанга по име Назим, излегол од затвор пред некој време. Еднаш или два пати бил снимен од камерите во околината на фирмата. Ме вознемирува што тој е во близина, чичко. Тој е подол и никаквец. Ти да не се грижиш. Големи газди со такви мали никаквеци не се расправаат никогаш. Тие можеби не, но нивните вработени се расправаат. Акив со нетрпение чека да те земе, Несри. Чем затнеа муцката? Но тато и на крај самата ќе дознае што ќе се случи. Ти кажав да прекинеш.
Јас ќе умрам пред да се омажам за тој човек. Ќерко, а да не велиш веднаш не. Акиф е многу добар. Си има и своја работа. Тато, зборуваш како јас тебе да сум ти товар. Од тебе не земам ниту пара. Сама си ги заработувам парите. Што уште сакаш од мене? Ама тато раскажува приказни, сака да ја жалиме. Видете ваму. Ако ме натерате да се омажам за тој човек, еве ви кажувам, ќе се убијам. Ме разбравте ли? Ќе се убијам, ви кажувам. Омажи се и оди си. Наместо нам да ни бидеш белја, биди му на некој друг. Доста бе. Што сакаш ти од ќерка ми? А што ако се убие, а? Види ваму, господја Фатма, твојата ќерка си го сака животецот во ред ли? Не би си наштетила таа. Джем, доста веќе. Излезе надвор, малку земи здив. Немој да се мешаш во ова. Не доаѓаш веќе тука како порано, али? Не кревам глава од работа, Берен. Ник ни те видов во клубот за јахти. Така ли? Зошто не дојде кај мене? Покрај тебе имаше една жена. Не сакав да ве вознемирувам. Едно здраво секако немаше да ме вознемири, Берен. Ти не, но твојата пријателка ќе се вознемиреше. Очигледно ти беше посебна пријателка затоа што изгледавте многу блиски. Заре мислеше ќе биде љубоморна? Зошто да не? А ти ќе кажеше дека си ми сестра, Берен. Тогаш немаше да има проблем, нели? Јас не сум ти сестра, Али. Не си ми сестра, но ние растевме заедно во оваа куќа. Добра ноќ, Али. Само ти можеш да ја убедиш Несрин за овој брак, Фатма. Полудели Хикмет. Мојата прекрасна ќерка на вдовец со 2 деца да ја дадам? Што е ова? Пари, Акиф ми ги даде. Повенчавката ќе не даде уште толку. Ако не го исплатам долгот кон банката, ќе јас ке пропаднам. Ако Несрин го прифати бракот веднаш, ќе го платиме нашиот долг. Добро, ама... Несрин нема да прифати. Ти пробај да ја убедиш. Види, таа девојка на крај ќе се влюби во некој никаквец од малото и ќе биде штета за неа. Со Акиф ќе си поживее комотен живот. Ајде, скри ги париве под креветот. Господ, сите да ве казни. Господ, сите да ве проколне. Што е? Што има? Што? Господјицата Несрин е нервозна. Што е? Што се случи? Акиф не ти се допадна? Ние сакавме некој од Холивуд да ти земеме, ама знаеш, тие беа многу зафатени со обврски си беа. Джем, замолчи. Губи ми се од собата. Прекини, ма. Сушност, ти ќе си изгубиш од куќава од како ќе се омажеш, само уште не знаеш. Види ваму. Знам за сите измами што ги правиш. Ти си вештерка со лошо срце. Исти сте со мајка ти. Потполно исти. Джем, да ти кажам јас нешто. Ти си тој што послушно ќе си отиде од куќава, а не јас. Знаеш ли зошто? Затоа што човек како тебе нема доволно сила за мене да ме истера. Ма немој! Бога ми, Така ли? Колку бркаш ти од чија куќа, ма? А? Тато!
А тато, викни го татко ми да видиме дали ќе можеш да го убедиш овој пат. Ќе се омажиш со тој тип Несрин, ќе се омажиш. Зошто? Затоа што ти го понуди единственото за што би се продал, Джем, така ли пари ли ти понуди? Ајде, кажи уште еднаш. Кажи ајде уште еднаш. А? Види маму Несрин. Джем, што правиш ти, бре? Несрин, ќе се однесуваш како човек, инаку ќе те отепам, разбра? Да ти се скршат рацете! Да даде Господ! На тебе ли ти остана тоа, керка ми си има татко? Тато? Тато? Може ли малку да разговарам со тебе? Јас треба веднаш да одам, Кирко. Денес господинот има голем тендер. Те молам, тато. Само една минута, те молам. Ајде, синко, оди си. Тато, те молам, кажи ми дека нема да ме венчаш со тој Ариф, нели? Кирко, ќе имаш своја куќа и така не се слагате со брат ти овде. Ќе си живееш спокојно во своето гнездо со него. Повеќе го сакаш Джем од мене, нели, тато? За нему да му биде комодно и да се радува, толку лесно се откажуваш од мене. Ова е несовесност, тато. Кирко, јас никогаш не сум ве делел на тој начин, знаеш. Така ли, тато? Ти да ме сакаше мене колку врвот на ноктот немаше, никогаш ниту да побараш нешто вакво од мене. Немаше да побараш. Што вели? Ништо важно. Ајде да одиме. Ама тато, те преколнуваше да не ја мажеш, нели? Гледаш колку е подла, нели тато? Виде дека работата е сериозна, сака да се сожалиме на неа. Девојката е во право, со сила не бива убавина. И така, вечерва ќе му ги вратам парите на тој тип. Тато! Што ќе правиме? Душо, добро ли си? Се загрижив, те мислам тебе. Добро сум, Хандан. Како минуваат годините, се повеќе се собира тежината на моите дела. Господјо Хандан, оваа господја замоли да ве види. Здраво. Да, повелете. Јас сум и мајка на Ипек. Селда, да те побарам малку подоцна? Што се случи, кој дојде? Јас ќе те побарам. Вие зашто зборувате? Кој е пак Ипек? Пред многу години ги заменивме децата. Јас ви го дадов мојот син, а вие мене Ипек. Еми не. Што си се здравила, оди си. Децата ги замениле. Што зборувате глупости? Јас никогаш немав дете. Може вам не ви се родило дете, односно керка, но вие ми ја дадовте Ипек. Многу добро јас се сеќавам на вас. Зошто дојде? Пред години се договоривме повеќе да не се видиме. Ти дадов еден куп пари за твојот син, нели? Морав да дојдам. Какво морање, ве молам? Пари ли ви требаат? Не. Јас не сакам пари. Јас дојдов тука за доброто на Ипек. Ипек наполни 18 години. Јас многу ја сакам, но за нејзино добро не треба повеќе да живее со нас. Местото е покрај вистинското семејство. Те молам, немој да зборуваш глупости. Види, јас таа за мене ја направив за пријателка, добро? Не ги гледам со години. Поради опасност си заминаа од тука. Јас ли да ја земам Ипек?
Зарем нема начин да се стигне до некој од семејството? Доста? Ти си нејзиното семејство. Сега оди си од тука и повеќе не доаѓај во Ретли. Не можеш да го отфрлиш тоа девојче кога ќе посакаш. Емине! Емине! Те молам испрати ја господјата. Ве молам ќе излезете ли? Не успеав ниту да прашам за син ми. Од каде излезе женава после толку години? Ако слушне Селда, сигурно ќе го земе девојчето. Ох, како дознае Керим, готови сме. Ќе дојде повторно. Како ли ме најде? Добро утро, мамо. Добро утро, Синан. 2 дена не сум те видела. Каде си ти, сина? Испитите многу ме притиснаа, да ти кажам. Со другарите рековме малку да се издуваме. Добро си направил, ама не се одвојувај од учењето. Не би направил таква нешто. Мамо, ти добра ли си? Зошто ме праша, сина? Не знам, како да си тажна некако. Не, многу сум добро. Само како да сум уморна малку. Ако сакаш, може да ја откажеме забавата. Ке се создаде мешаница. Мене не ми значат тие работи. Можно ли е таква нешто, сина? Освен тоа, ти да прифатиш твоите сестри никако нема да прифатат. Тие се повозбудени од тебе. Поредно, како што реков, не е важно. Берен, Алис ношти досна си отиде? Да, зошто? Братот на еден мој пријател сакаше да зборува со него за обезбедувањето на новото работно место. Не прилега да се занимава со друга фирма додека работи кај нас туба. Што ќе се случи? Ако добро го подели времето, може да прави што сака. Ете ти можност, Берен. Побарај го и спомни му за работава. Ќе му покажеш дека се интересираш за него. Освен тоа, вакви работи ќе створат блискост. Не зборувај глупости, туба. Каква блискост може да има помеѓу мене и Али? Зарем мислиш дека тоа него го засега? Ако толку сакаш самата, ти помогни му. Јас никогаш нема да се венчам со тој човек, мамо. Разбирам дека Джем го тера татко ми за тоа што ме мрази, ама зошто ти? Зошто настојуваш? Зошто сакаш да се омажам за тој одвратен човек? Девојко, ти полудали? Човекот е богат. Ке ти се спаси животот. Зарем цел живот ќе го поминеш по кафулиња? Кога толку настојуваш, очигледно е дека има нешто друго во работава. Тој глупавиот такив пари ви понудил, нели? Што и да се случи, мамо, ти кажувам, никогаш нема да се продадам за 5 пари, ме разбрали, никогаш! Ти не би ме напуштила, нели? Не би ме напуштила. Да, ти така мисли си, мамо. Така ќе си отидам, што тешко ќе ме најдеш во овој град, тешко. Несрин! Заарно, нека е Ханифе. Нека е заарно, Фатма. Тука сум заради неволите што ни ги донесе твојата керка. Син ми ти дал еден гердан. Дај ми го. Повторно ли тоа лудило со герданот? Джунейт ми нема дадено ништо, тетко Ханифе. Каков гердан бе? Джунейт украл некаков гердан и сега се обидуваат да ме направат соучесник. Прибери си го јазикот. Син ми не е ниту крадец, ниту лажго. Ако веле дека ти го дал, ти го дал. Ама должиш, никој ми нема ништо дадено, ти кажувам. Воопшто ли немаш грижа на совест? Джунейт е моментално во станица. Зошто да имам грижа на совест? А? Син ти отишол и украл нешто. Каква врска имам јас со тоа? Каква? Види ваму, Ханифе, види ваму. Ако Несрин вели дека не земала, тогаш не земала. Јасно ти е? Откако син ми почна да излегува со кирка, ти почна да бара пари од сите, од мене, од татко му. Джунет влезе во неволја заради една алчна девојка како тебе. Сега ќе ми го дадеш герданот, инаку ќе ти влезам дома и самата ќе го земам. Ама многу должиш, ајде губи се од тука, губи се, ајде. Ама доста, ама веќе ми доаѓаш на врата и се правиш насилника. Каква вина има керка ми ако син ти украл? Ајде, губи се. Сега ќе си одам, ама вечер ќе дојдам и ќе му раскажам на господинот Хикмет што прави керка му. И ако има малку гордост, тој ќе реши оваа работа. Ќе видите. Ајде сега, ајде. Што ти даде тој Джунейт? Ама, мамо,
Ти поверува на глупостите на женава, жити Бога, каква работа имам јас со тој глупак Джунейд? Види ваму, не ме прави глупава. Зарем јас не знам дека сте заедно со тоа момче? Во ред, добро, ми даде нешто, ама тоа беа некои работи што не вредеа ништо, јас не сакав ниту едно. Не сакав ништо од тие работи, сега не можев да признам, ако признаев, ќе бев соучесник и јас, разбираш ли? Не, после ова сето не пуштај глас. Само моли се да не му кажат за оваа срамота на Джему. Не дај Боже. Што е, Хикмет? Нешто си ми загрижен, гледам. Не, господине Керим, добар сум. Види, ако имаш некаков проблем, кажи ми. Ќе го решиме, сигурен сум. Господа ве благослови. Вие и така доволно ме поддржувате. Откако почнав да работам за вас, ми помогнавте на секаков можен начин. И ве молам, простете за моите долгови. Немој да зборуваш така, Хикмет. Ништо не ми должиш ти мене. Затоа што секоја пара што ја имаш земено, ја имаш отплатено со својот труд. Тоа никогаш да не го забораваш. Договорено? Ако женава му излезе на пат на татко ми, јас ќе пропаднам. И така се запнал дека сака да ме омажи. Ако го слушне ова, нема никогаш да се откаже. Па ти омажи се, што ќе стане? И од притисокот на Джем ќе се ослободиш. Како си, Али? Добар сум, а ти како си? Екипата дојдена? Сите се внатре, те чекаат тебе. Добро, ти зошто дојде овде? Треба да се биде предпазлив, чичко. А и не сакав да те оставам сам. Ало, средивте ли? Глупак еден, наместо да ми се јавувате, средете ја работата пред човекот да влезе во зграда. Во ред тогаш. Ајде да влеземе. Да влеземе. Господине Керим, Хикмет! 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 Добро си ме слушаш ли? Хикмет! Хикмет! Добро ли си? Повикајте брза помош веднаш, веднаш! Господ да ве казни. Хикмет! Хикмет! Мамо, ти ли си? Значи Ајша ја нема, а? Ќе дојде наскоро. Не. Нема да дојде. Мајка ти многу зборува. Ке се сретне со некого и со саат ја нема. Пушти ме! Пушти ме! Ти па многу се мазиш вака, а? Пушти ме пред да викнам и да ги соберам сите соседи тука! Пушти ме! Пушти! Пушти ме! Ипек, Кирко, дојдов. Не знаев дека ти си дома. Немаше никој во кафеаната. И си дојдов дома. Хајде, тури по еден чај. Не правам чај. Јас имам многу за учење. Ај. Тој јазикот, секоја минутка, се подолг ти е, знаеш ли? Ипек, ке се однесуваш пристојно со мене, инаку ќе ти го откорнам тој јазикот. Во рете, душо, ти влези внатре. Јас ке ставам чај.
Ќе научи. Ќе научи или оро ќе игра. Како е Хикмет? Излезе од операција веќе. Ние ве чекаме да си дојде на себе, тоа е. Зошто пукаа во него? Со никого не се замерил тој. Господине Керим, пациентот сака да ве види. Благодарам. А ние? Јас сум му сопруга, ова мој керката. Да го видиме? Жал ми е, господјо, само едно лице може да влезе внатре. Дојдов до крајот на патот. Не сакам жена ми и ќерка ми да останат незгрижени. Чувајте ги. Особено ќерка ми Чувајте ја. Чувајте ја. Ве молам. Ипек, отвори ја врацата. Ќубре расипано.